Инвитро процесот има, како и за се друго во медицината, има определени препораки, има, да кажеме, еден алгоритам како би требало да оди лекувањето на инфертилитетот. Во процедурите каде што се применува претходно инсеминација, каде што има операции заради органски фактори, например тубите на пациентката не се продни, или да кажеме спермата не е со доволен квалитет, или постои ендометриоза, претходни операции, ектопични бременности, се следи таа патека, која што на крај, доколку помине доволно време или се исцрпат другите процедури, доаѓаме до инвитро. Тоа за некои пациентки може да значи и порана возраст, дури околу 25 години, 26, 30, кај некои пациентки, зависно и од тоа кога стапиле во брак, може да значи и повеќе, значи над 40 годишна возраст. Она што денешнава медицина го знае, дека всушност шансите за оплодување и спонтано и со инвитро драстично се намалуваат после 38-та година и постепено доаѓа до еден пат каде веќе на, да кажеме, со полни 45 години, заради таа природна физиолошка старост на јајниците и на јајните клетки кои се наоѓаат, веќе шансите и за инвитро со сопствени јајни клетки се многу, да не речеме, скоро невозможно да останат пациентките и веќе тука се преминува во друга фаза, каде се прави инвитро фертилизација, меѓутоа со донирани јајни клетки.